Добре дојдовте во 11-та епизода на Политиканти.мк со мене Сашо Арнаровски. И со мене Боријан Јовановски. Сашо е назад дома од Африка, конечно, да не се бркаме по телефони. Да, малце беше како Тенекија онај звукот на одо, ама ми се јавија луѓе дека тој дури пристојно звучело, мислам, не е баш вака. Со оглед на тоа сега колку има интернет во Африка и колку интересира не слуша, а еве сакаш да им бидејќи тоа ни се провлекува во оф рекорд разговорот околу тоа дали и видео ни треба или не ни треба видео. Слушателите нека кажат дали што мислат, дали ќе биде поинтересно да речеме ако има и видео. Со тоа што треба да знаат дека јас сум против видео, а Боријан е многу за видео. Не сум многу за, јас сум за. Не одбивам. Тоа е заради убавината, мислам, тоа е кој каков став има што сека да гледа на видео. Туку денеска сме 6 април 1993 година. Ово ќе се емитува во 23 година. За темите што ќе ги почнеме, да наликуваат малце на потсеќаат на некои минати времиња и се малце откачено сето тоа. Ајде почни. Мислам дека е ред да се осврнеме на оваа цела, ова не би рекол уставна дебата, туку предуставна дебата, бидејќи конечно дознавме во изминатите неколку дена што е всушност ставот на ВМРО-ДПМН по прашањето на промената на уставот. И Боријан, морам да ти кажам дека јас не сум изненаден во некоја фундаментална смисла, бидејќи никош не сум ни очекувал некакви многу напредни прогресивни ставови од ВМРО-ДПМН. Меѓутоа сум сепак, како да кажам, политички тоа една позиција на скандализираност. Бидејќи ова што ВМРО-ДПМН го предлага навистина во 23 година е всушност една идеја и таа идеја затоа можеби толку долго ја крие што мислат за уставот, да не вратат таман така отприлика негде 2-30 години пред овој денешен ден, бидејќи идејата дека македонскиот устав би прифатиле да го менуваат по теркот на хрватскиот устав, таа идеја не е она само проблематична на милион начини, туку е во суштина и скандалозна. Во која смисла е скандалозна? Всушност гледаш дека они се цело време, да кажем, живеат во 90-тите години, ги преспаа сите битни моменти од историјата на Македонија од 90-тите години наваму. Преспаа такви клучни работи какви што се нашите напредувања во Европската Унија и во НАТО, го преспаа, се разбира, Охридскиот договор, го преспаа Преспанскиот договор. Овој сега со Бугаријеве договоров, всушност и гледаш дека доколку тие дојдат на власт, не само што нема да има никакво решавање на состојбите со Бугарија, тоа што и на невидено го знаевме, а сега е веќе тоа јасно, туку тие би се вратиле по сите прашања и тоа на еден изворедно опасен начин, би се вратиле на една ситуација која што, да не заборавиме овдека во оваа земја, историјата во последните 30 години бележи крвави, да кажем, расплети околу некои битни политички напредоци. Тие би не вратиле таман пред да почнат сите компликувани зафати во 90-тите, за да, денеска сме членка на НАТО, денеска имаме отворени преговори со Европска унија и така натаму, тие како да живеат негдека, така, отприлike 95-та, 6-та, негде 98-та можда пред да дојдат на власт таа година. Драго ми е што ти таа изјава си ја сватил како став. Јас, дека е тоа нивниот став. Ја на пример, не сум сигурен, бидејќи тоа го кажува председателот на партијата. Имено. Тоа е такво едно лизгање да просто изненадува дали јас сум во дилема дали е тоа провокација од сериозен карактер, опасен, или елементарно незнаење. Бидејќи, види Сашо, предлагаат граѓански устав или враќање на некој, кога таа дебата се водеше, па вака ќе биде, па тапка ќе биде, видовме кај Стасов подоцна, што подразбира неутрализирање, па дури елиминација на рамковниот договор. Јас, при тоа, човек не може да се
да не се подсети, например, дека Мендух Тачи, например, Љубе Бошковски, дека сите се најдоа на црната листа на Соединените американски држави, бидејќи администрацијата американска го означи рамковниот договор како фундаментален, како стратешки важен, на кој се патемиони спонзори политички на начин, не на еден, на повеќе начини. Меѓу другото и подписници. И подписници, и во имплементацијата, негова подоцна со години и така натаму. Подоцна, ако се сеќаваш, с кога излезе, кога се дополни оваа црна листа со Груевски, Мијалков и така натаму, исто така се беше внесен Преспанскиот договор, но со еден бекграунд во кој повторно се споменува дека тој критериум на таа администрација важи и за рамковниот договор. И сега имаш наеднаш една ваква изјава, бидејќи не може да биде, рамковниот нема шанси повеќе да постои, доколку се оди на ваква една радикална промена на концептот, кој може би и да биде во ред, но тоа бара еден многу по-широк консензус. И сосема нови механизми кои би ги задоволиле инаку атипично големите етнички групи во Македонија, особено албанската, се разбира. И во таа смисла јас се уште не ја доживувам таа изјава како сериозна, иако како што велиш ти, е дадена од претседателот на партијата. Патем му дојде и Пленковиќ, инаку битен фактор во Европската народна партија, тоа ти многу добро го знаеш, Пленковиќ е така направи кариерата уствари. И премиерската кариера ја направи, ИПП му беше одскочната даска. Во опит да му објасни на неговиот партнер од, како кажам, од истото политичко семејство, да му објасни дека е во голема заблуда, доколку мисли дека на тој начин би можело да се заврши таа работа. Пленковиќ бара хрватите да бидат внесени, вика македонците се во смисла да го охрабри. Хрватите влегуваат, бугарите влегуваат, евреите, нели црногорците и така натаму. И при тоа да ти продолжиш на таа линија, мене ми делува просто аутистично ми делува. Не само тоа, туку види, се работи за еден друг вид на скандал, едно такво базично незнаење кое што ја доведува во прашање целокупната нивна, негова, на Мицковски, да кажем, политичка провениенција, уопште став и така натаму. Уставите се резултат на историски околности. Уставите нема регистар на устави кај што ти го взимаш најдобриот. Имаше такви во комунизмот, не знам дали знаеш. Рускиот беше можда најдобар од времето на Сталин. Најдемократски, напиша најдемократски, во негово име убиени се милиони луѓе. Именно, види, Хрватскиот устав е резултат на една голема војна која се водеше помеѓу Хрватска и Србија. Така. И ако тие десетици илјади, што простерани, што загинати луѓе на крај, сепак цехот беше негдека веројатно над 100, меѓу 100 и 200 илјади загинати во сите тие балкански војни и така натаму. Ако тоа ти не разбираш дека уставите се на тој начин се стигнува до нив, тоа е едно. Второ, македонскиот устав во таа смисла е најпрогресивниот, па би рекол не само на Балканот, може би дури и во Европа. Сега на тоа ќе кажат, што ни треба нас најпрогресивниот? Види, така тој базичен документ всушност ја воспоставува и ја одржува Македонија. Ако сакаш тоа да го чепкаш, потоа треба да видиш што се друго треба да отвориш, а е врзано со опстанокот на државата. Тоа базично неразбирање и потоа флертување, и гледам разноразни ВМРО-вци, од Клековски до не знам кои што излагуваат по медиуми и така онака комотно квази академски образлагаат дека видите сега, вака било, така било, преамбулата, знаете, не е таа прочистената форма не е најдобра. Абе луѓе, вие се слушате ли што зборувате?
Што значи тоа практично, Борјан? Тоа значи дека се случили и следната година на изборите, а сега се такви анкетите, што ВМРО веројатно ќе биде победник на изборите. Мислам дека после овој настап, сега во врска со овие прашања, ВМРО може 100 пати да победи, повторно нема да дојде на власт. Прво, тие дефинитивно ги елиминираат евентуалните какви било сојузници коалициони кои што не припаѓаат на македонскиот етникум. То треба да си политичка будала, ако не си етнички македонец, да дојдеш у коалиција со ВМРО после вакви изјави. Значи, тоа секако ќе значи дека сите други ќе прават влада без ВМРО да седи во неа. Втората крупна последица е што на Македонија тоа не ја треба. Значи, ВМРО цело време да се однесува како да кажам, како некаков одметник во политичкиот систем во Македонија кој инаку функционира. И еден од најизбалансираните политички системи во овој бурен, испреплетен, како да кажам, толку многу блендиран етнички политички свет на Балканот, македонската ситуација може да се учи како едно од најпрогресивните, до која инаку не се дојде ни лесно ни едноставно. И за тоа има жртви, за тоа има, да кажам, невидени компликации. Државата неколку пати доаѓаше на работа од својот опстанок. Трето, јас повеќе не разберам, дури еден Пленковиќ не ги поддржува, на чиј устав тие се повикуваат. Потоа тие ќе леат крупни солзи кога меѓународната заедница, како и да ја дефинираат, минус Русија, пошто мислам дека русите ова ќе го поддржат. Со аплаузи ќе го поддржат и така натаму, кога меѓународната заедница ќе им каже без разлика на нивниот иден изборен резултат, дечки, вие ќе си седите уште во опозиција, бидејќи сте зелени, незрели, бидејќи сте рискантни за целиот, како да кажем, регионален поредок на начинот на кој што се однесуваат. А погледни се што се види, оваа поларизација која постои сега во македонско, етничко македонско ткиво, сега она веќе се прелева на оној најопасен терен меѓуетнички однос на албанците. И погледни ги сега огнените кои стапуваат сега со албанскиот јазик, па не знам што, па нови детајли уставот ако се отвори. Мислам, билдаат тој тип на радикализам, му даваат, изјавата на Мицкоски дава одличен шлагворд за тој тип на реторика политичка, враќање до истина. Да ја именуваме реториката, тоа е една националистичка хистерија. И тоа е една гусла која што гусла низ Македонија 30 години. И сега 2024 ние трета година разговараме ќе треба разговараме повторно на нешто што отамна би требало да е апсолвирано. Наместо погледни ти Франција гори, да речеме, но се разговара за пензиска реформа. Затоа што знаеш која е основната причина? Затоа што животниот век е пролонгиран како резултат на квалитетот на животот. Значи сега пензискиот сега да кажам многу конкретни дебати или не само тоа, него идновековни дебати. BBC го слуша. Климатските промени се тема. И ние сме земја која ние не разговараме ни за земјоделието, која е битна гранка. Не можеме да дојдеме до елементарни теми да бидат во фокусот на вниманието, елементарни во смисла на теми кои сериозно детерминираат квалитет на живот. Практично македонската политичка дебата повторно ќе се инвалидизира. Повторно ќе треба да се викаат некои кои ќе ни дадат штаки, носила, гипсови и така натаму, бидејќи овој вид на крајна политичка неодговорност. Јас се надевав дека тие велат цело време, ние не го прифаќаме ова затоа што имаме ние план како ќе го направиме тоа со бугарите кои ќе дојме на власт подобро од ова сега. Значи, апсолутно ова ќе води во една како да кажем, во една бесконечност лоша, која што ќе ги прекине сите тековни преговори со Европската унија, ќе ги врати односите и со соседите на едно ниво претходно. Значи, ние не можеме да очекуваме дека со вакви политички агенди односите со Албанија ќе ни бидат добри, односите со Косово. Дури не сум сигурен дека ни србите ова би го на страна овие будалетинки што зборат разноразни, како да кажем, таму има едва сите балкански националисти едва и чекаат ваков вид на како да кажем политички платформи, понуди и будалести идеи. Со други зборови, Борјан, мислам дека и со само тоа што го разговараме, ние сме веќе вратени назад, дека овој обид да се направи
една, знаеш како ВМРО цело време во суштина подкрепува една идеја дека ќе има второ полувреме во Македонија. Тоа е стара, Дека старата идеја дека ние на крај ќе се расчистиме со албанците, ама не, ние ќе излеземе победници, една, како да кажам, една простачка во суштина. Таа не е ни минато вековна, таа е веројатно 19 вековна. Каква што е политиката на Бугарија кон Македонија, меѓу другото, таа е баш онака 19 вековна политика. И сега повторно ќе дојдеме во ситуација кога дури и ова СДСМ, дури и со ваков лидер кој што на ниеден начин не е импресивен, дури и со политиките кои што ги води, а не се, да кажем, во можеби некакво менаџирање на кризи, на некакво ниво на ова менаџирање на економија и така натаму, се можеби нешто и пристојни, другото име во принцип неуспешна една политика, ќе дојдеме повторно во ситуација да разни луѓе кои што се сега апатични, кои што се деморализирани, кои што се како да кажем, немотивирани да немаат избор. Да немаат избор. И на крај ќе мораме повторно да влеземе во сите оние дебати кои што барем јас и ти помниме, бидејќи сме тука 30 на плюс години на овие теми, ќе се вратиме повторно на истите теми. Значи не се мрднати еден сантим од тоа што до сега мораше, како да кажем, доктори на науки да станат за да го апсолвираат, а не да се вратат во ова, не е ни трето оделение во политичка смисла. И на крајот од краиштата, мислам, пораката да бидеме начисто ќе биде јасна, барем мене така ми се чини, дури имајќи ги предвид сите анкети кои што ги прават, вакви биле, такви биле, да, они ќе победат кај македонците, бидејќи македонците етнички имаат доволен број гласови кои што секогаш биле заинтересирани за ова, како кажем, фантазмагорија. За второто полувреме големо. При тоа ќе гледаат како се пука во Рачиново од надвожњакот со двогледи. Не се кам да влезам во таа. И на кафаните ќе видат как сега ќе видиме ние, само што ама инаку тоа ќе се случува по кафичите. И тоа ќе биде тоа. И на крајот од краиштата расплетот веќе на следните избори е релативно веќе познат. Значи, вака како што тргнало, Мицковски, ВМРО ДПМН, тој има да се седи во опозиција барем уште наредниот циклус после изборен. Тука сме на истава тема, мислам, не сме на истата тема, ама сме на истиот дат, мислам, година некаде, не знам, или 19 век. И пази сега како тоа се, како метастазира овој тип на теми. Даниела Арсовска истапува со фантастична идеја да го врати ќосето назад. И ние сега расправаме повторно кој е ќосето, дали треба да се врати ќосето, не е ќосето, па гледам некои такви банални дебати. Па он работеше за Гоце Делчев, ја ќе ти кажам, не работеше за овие другиве, работеше, ама он бил многу работел, страшно многу работел ќосето, и се темата е ќосето. И при тоа не можам да не подсетам на изјава на професор Владо Поповски, кој јас и ти многу добро го познаваме, кој инаку беше советник во град Скопје, не знам како тоа го прифати. Од страна на ВМРО ДПМН. Човек кој беше министер за правда, министер за одбрана, шеф на тајна полиција, не знам што. Советник, уште еднаш беше министер дали за правда или за одбрана, не знам, два пати беше. Значи, што би се рекло, едно 20 години од СДСМ страна, после стана советник на ВМРО ДПМН во град Скопје на Даниела Арсовска институција. Не го сватив, иако стварно високо го ценам неговиот интелект и познавање, професор по историја е патем. И во една прилика кога беше актуелно тоа на еректирањето на ќосето пред судот со пиштолот перен во секој кој минува или кој доаѓа во судот, камал имаше, што нож ли имаше? Нож, пиштол, да. И патем јас не знаев, и го побарав од професорот Поповски коментар во смисла кој е ќосето. Јас, например, не знам дали ти, јас стварно прв пат имам тогаш слушнато за извесен ќосе. Што вака и звучи пежоративно. Мислам, ќосе. Владо Поповски ми кажа, тој ја има таа изјава, забележана е на новата ВМК, може лесно да се пронајде. Владо
Поповски многу убаво го изелаборира тоа, каде што објасни и има во еден дел каде што многу експлицитно кажува дека Ќосето бил платен убиец. И дека разноразни, вклучително и за политички потреби, го имаат користено за убивање, за ликвидација на непријатели. Толку е, сакам да кажам, толку е ликот и делото на Ќосето. Нема ништо. Само да додадеме дека и собствениот брат го има убиено, исто така. Например, значи се работи за убиец. И сега ние разговараме дали прво кој, второ дали ни треба споменик негов од ова. Всушност не се согласувам со тебе, Борис. Имаш и левица која сега пази, голем дел од левица беа на шарена револуција и се фалат со тоа, па после не една од темите им беше сите тие споменици. Не, сега е левица таа која смета дека Ќосето е многу важно да се биде. Јас се одбивам да разговарам за Ќосето на начинот на кој што ти разговараш, бидејќи мислам дека дебатата треба да се води за Данела Арсовска. Не, се разбира. Тоа е единствената вистинска дебата по повод Ќосето. Значи, ние по-неспособен градоначалничка не сме имале во историјата откако постои градот Скопје. Бидејќи да не збоговрам за време на комунизмот, па и предвоено, имало некои... Замисли Љупчо Ставрев и Данела. Сме ги спомнувале, мислам. Да. Ова е таква една неспособна жена која што го раководи градот. Ајде што лажеше директно за пасошот, не знам зашто лажеше, што и беше проблем да каже да имам бугарски пасош. Па што е тоа важно, кој сака да гласа, ќе си гласа и така натаму. Жената еве веќе доаѓаме и до втора година ќе биде како е на власт за година и пол нека. Апсолутно нула. Не знам дали памтиш како тргна со она рамнење на шахтите на угиците у првите 10-15 дена, па 5 души седат и го. Значи не е мрдната од таа последната шахта што ја израмни. Напротив, ниту еден проект, нула, зиро, зич, како да ти кажам. Ништо не е мрдното. И жената наеднаш, бидејќи тоа вештите околу неа веројатно советувале, види, пошто си толку лош градоначалник, ај ти сега тргни со една контроверзна тема, малце да од тебе се помести фокусот на јавноста. Па тој е таков еден скандал. Тој е таква една простачка идеја. Мислам, таја инаку ниту пак излезе да каже што мисли таја за Ќосето во смисла да ја оправда својата иницијатива, мислејќи дека ќе фрли топката на политичката сцена, ќе почне едно општо глодање меѓу едните и другите, а таја во сенка не знам што ќе прави. Валда и ова, можда ако прави ништо, можда уствари ќе биде всушност и подобро отколку нешто. Сега сакам да во врска со на оваа тема со Данела. Јас пишувам еден текст на за иначе само да ти кажам, види, удбашка е идејата. Удбашка е, не само затоа што околу неа ги знаеме удбашките кадри, туку идејата е онака една валкана удбашка долна идеја. Би сакал контекстот да го кажам што е многу важно. Заврши на судење на доказ. И за уцените на оној свештеното лице и двете наши колешки 3 години затвор, ред. Но, знаеме дека во најава е многу покрупна афера, бидејќи кај Маријан Доказ се најдени нарачателите. Јас ќе потсетам на изјавата на Мулачка, каде што вели дека уцените на неа започнуваат кога го пишуваат текстот за имотот на таткото на Данела. И Мулачка добива и директна порака каде што и се вика престани да пишуваш за тоа, и во ред сме. Сега, ако добро разбрав, во обвинителството веќе почнале да ги викаат луѓето кои биле во контакт со Маријан Доказ и за кој има во телефонот пораки, контакти и така натаму, со кој он договарал овој тип на уцени и слични простачки други методи. Само да кажеме дека Маријан Доказ е пресуден во прв степен. Добро. Има право на жалба, ќе види како тоа ќе помине, но тоа е за сега судската завршница. Тоа е едно, второто дело е сосем, значи оди тоа понатаму како што веќе еднаш зборувавме. И тоа треба да се случи многу скоро, во многу известна блиска иднина. Приказката на Ирена Мулачка за вмешувањето и пораките од екипа Данела и екипа се многу сериозна. Тоа може до Данела да стигне на начин кој е многу сериозен. И
не тврдам, но мислам дека ќосето треба да и го пресретне тоа. Па мислам, толку е очигледно дека затоа сум вака и, како да кажем, баш изнервиран. Тоа се такви едни простачки фазони кои што мислам не прв пат се прават, да се дефокусира јавноста, да се фргли поголема коска да ја глодаат сега другите. Малку да се додвори на едните, па да се додвори на другите. Не, да ги изложи ВМРО, да кажат не, као, ај сега кажете не вие. За утре кога ќе излезе нешто судски да испадне, еве ја затоа што имав став за ова, затоа они устари. Мислам, тоа е таква една... Па ВМРО, уместо да ја откачат ладно, они го прифаќаат, па левицата да случајно не им замери некој дека не се патриоти, одма искачаат со, бидејќи тоа треба да се задоволи народот. Таков еден шлям, тоа е такво едно дно, тоа е таков еден мил, онака да влезеш со рибарски чизми и пак ќе ти се наполнат од гнасоти. Мислам, неверојатна една ситуација. Ја ретко си дозволам да се изнервирам по овие прашања, меѓутоа мислам тоа сме го виделе 100 пати. Тие удбашки кругови само тоа го прават. Така и се бираат овие функционери по разноразни функции за да можат потоа да прават таков долен вид на провокации, додека во меѓувреме, како што гледаш, мислам не е дека баш се е застанато во градот. Има таму тендери, има таму идеи за ова зона, знаеш, таа машинерија таму функционира. Само да подсетам, уште пред тој кружниот тек Абер нема да се направи. Еден обичен партерен кружен тек. Година и повеќе. Па не, тој ќе биде секако 3-4 години, оваа додека е на градоначалничка функција, нема шанса тоа да се направи. Секое утро, секое пладне, секое попладне, илјадници луѓе. Јас само мислам како да кажам, не сакам да и бидам во кожата од сите тие навреди, псовки и колдења кои што таму се случуваат секој ден. Туку, Сашо, дај, за сериозни теми треба да се разговара. Да. Сам свар, замисли, пази, светот е во едно такво превирање, на еден таков тектонски потреси се случуваат и ние за ќосето. Пази, патем, мали земји како што е нашата се исклучително зависни од овој тип на потреси геополитички. И сега ти тука, мислам, ние се разбира дека не може да Македонија не може да биде играч во таа смисла. Но ние не разговараме воопште за тоа. Со други збори, да проговориме малку за посетата на Макрон и на Ван дер Лејен на Пекинг. И во најава е Санчез, мислам и други лидери ќе одат таму една цела офанзива на германскиот канцелар. Да, на цела офанзива на шарм на Кина. Знаеш, мене што ми се чини, Боријан, мислам дека тоа и кога сме разговарале, мислам во фокусот е руско-украинската војна и инвазијата на Русија. Меѓутоа, и сега сите овие таму кои што да тебе ги Макрон денеска, мислам дека тоа ќе биде тема и на сите овие други, да кажем, посети. Сите се обидуваат да го убедат Ши да влие врз Русија, да ја престане инвазијата и така натаму. Тоа е една голема тема и таа тема веројатно е меѓу другото и тоа е важен елемент на таа тема. Мене ми се чини дека сепак Западот почнува да учи како да разговара со представници на големи сили кои не секогаш мислат исто како и Западот. И мислам дека целата оваа под наводници, кажем, инвазија не е тоа руската инвазија врз Украина, тоа е сепак една западна инвазија врз престолнината на Кина, е во обид да се разбере можеби подобро позицијата на Кина, бидејќи очигледно е дека некакви предходни генерации на политичари кога Кина се уште не беше толку значајна во светот како што е денеска, а кое што исто така не треба да се преценува, бидејќи Кина е многу компликувана земја во една исклучително компликувана економска ситуација. Мислам дека за тоа никој во Македонија не говори. Не е Кина веќе на таква блескава патека економска како што беше. Притоа Кина е сепак изворедно зависна од Западот, бидејќи таа е најголемиот трговски партнер на американците, таа е најголемиот трговски партнер на разноразни други значајни западни земји. Европската унија и така натаму. И тоа е земја која што не е демократска, тоа е сепак една автократија, посткомунистичка, но сепак една цврста автократија која се обидува да создаде капитализам врз автократски односи. И сега,
таа не е единствената која тоа се обидува да го прави, дури во Европа, што прави оној Орбан, тоа истото тоа го прави една и либерална демократија и така натаму, но сепак значењето на Кина е такво што мислам дека западниве политичари почнуваат да разбираат дека мора да направат тоа што викаат репрошмон, дека мора да направат еден нов начин на разговарање со Кина, не од позиција на сила, не од позиција на слабост, туку од позиција на разбирање на одредена аргументација која што Кина ја има по одредени прашања кои што ја тангираат, се разбира, не само воено безбедносно, туку економски, културно и така натаму и така натаму. Бидејќи види, уште една поента само да направам, не е Кина на ниеден начин воодушевена од руското однесување. Мислам дека Кина дури и официјално не изразува таква воодушевеност. Овој план кој што го понуди од 10 точки, нели колку беше во Москва, тој план е бесмислен, се разбира, бидејќи што рече Блинкен може да заврши на првата точка дека Русија треба да се повлече од Украина. Меѓутоа сега мислам дека на тоа реагираше Зеленски барајќи да се сретне со Ши, го покани Ши да дојде, Кина се уште на таа покана не одговара. И Кина може да биде, бидејќи Русија е веќе види тоа веќе на секој јасно. Русија веќе седната во скутот на Кина и нема многу простор за мрдање, осим тоа мрдање ако не ја одговара на Кина уште повеќе. Тоа сакам да ти кажам. Тоа е ова и порака сега ова инвазија што ја викаш ти, мислам на масовна посета. Практично Путин по посетата на Ши на Москва, Путин веќе не е партнерот. Русија на Путин е сега сателитот на Кина. Нешто, например, кој што била, што знам, Источна Германија во време на СССР. Бугарија во време на СССР. Тој парадокс на такви лудаци ко Путин. Во обид да ја врати славата на СССР, он ќе ја сведе Русија на минорна, беззначаен субјект воопште во меѓународните. Односно на беззначајна нуклеарна сила. Ко Милошевиќ кој, нели, небески народ и така натаму, за да остане без територија и да го оној цинизам, не ми се допаѓа, мене ми е жал некој за тие луѓе. Да го седе Србија на белградски пашалук што го викаат. Ете тоа е тој парадокс на национализмот. И не знам како луѓе не влечат лекции да речат чекајте ме луѓе, ова не иде, ова е контрапродуктивно. Токму за таа идеологија која продаваш. И сега тоа го имаш. Сега веќе не се разговара со Путин, сега е битна Кина. И разговаравме на оваа тема еднаш. Тој биполарен свет, имаш западниот свет и сега ќе имаш Кина како фактор, која патем гледаш, имаше информација со овие земјиве БРИКС и таа шема, се обидуваат да направат и нивна валута. Тоа како ќе оди, тоа ќе види. Во принцип има еден, и тоа не е првпат во историјата, види, фактот дека доларот е гарантната валута во светот е нешто што на многумина им пречи, но се разбира кинезите, се разбира земјите од БРИКС и така натаму, но тоа да се промени. Прво, тоа бара такви долгогодишни напори, тоа не е ни на, освен во кафеански муабити, тоа не може да биде предмет на сериозна финансиска економска дискусија, особено не во ситуација кога земјите од БРИКС сите помалку или повеќе, како впрочем и целиот свет, имаат економски предизвици огромни. Да. И пате, што сакам да кажам за Кина, и да се направи тоа, што е еден долг процес. Да. Кина е основата, би требало да биде, бидејќи кој друг? Индија, Бразил економија и руската економија, они немаат никаков перформанс да го носат, кој што во еврото беше марката германците кој што изигра улогата, например. И сега Кина затоа нема ни одговор на Зеленски. Ја мислам дека ќе дојде тој многу прагматично игра. Алал да име, Кинезите играат прагматично и играат долгорочно. Да. Значи Кина не игра ниту за оваа година, ниту за следната. Незиното занимавање со Русија е апсолутно од аспект на нејзините долгорочни интереси, не на руските долгорочни интереси. Да, и сега ова е процес кај што Кина ја качува цената, а Русија тоне. И сега што не се ефектите ќе ги видиме веројатно од 5 до 10 години од сега. Нема да ги видиме идната година. Не сум голем оптимист дека мислам
оптимисум во една смисла дека Кина нема да почне да извезува оружје на Русија, бидејќи Кина има доволно домашна и технологија и производство за произведување оружја, што не е случај со многу од овие така наречени големи сили. Русија тоа веќе го нема, бидејќи тие немаат никаков технолошки развој. Значи, оптимисум дека барем во таа смисла Кина ќе овие западни сега, да кажем, преговори и разговори што ги возат во Пекинг ќе придонесат да сепак Кина не на ниеден значаен начин не помогне воено на Русија, бидејќи на Кина е јасно, Кина има толку многу отворени проблеми, второ таа многу учи од тоа што се случува помеѓу Западот и Русија. Да не влегуваме во сега класични дискусии за Тајван, овие големи нели стратегиски расправи и така натаму, меѓутоа како што и Западот учи од украинско-рускиот. Бидејќи види, Русија во својата најтрагична будалеста иницијатива на Путин да ја нападне Украина, практично на сите им даде можност, како на мастер клас за, како да кажем, на онлайн настава за тоа како се води војна погрешно. И се сите учат и викат, леле, види ги будали, ништо не им функционира. Сосема спротивни резултати од тие што они ги најавуваат. Па пази, еве сега, и тоа е да коментираме. Финска е 31 земја на НАТО. Шведска чека да биде 32 земја на НАТО. Значи, он не само што не го минимизираше НАТО, туку му ја даде, му ја врати смислата на постоење, го прошири, како да кажа, просто неверојатно. Да, тоа е, мислам, не е пукање во колено, тоа е пукање во две колена. Така што мислам дека од тука натаму опаровувањето ќе биде во инвалидска количка за наредните 3-40 години, ако вака тера како што тера. А кинезите гледаш многу вешто, бидејќи нема кај нив нели транспарентност на институции кои поставува прашања, секој поставува прашање, тоа се знае како иде. Пиките се сепак е тоа авторитарен режим пар екселанс. Нема никаква изјава конкретна дали ќе помогнат војно. Има една изјава, нашите односи се без граници, демек, во смисла на подобрување руско-кинеските односи, што може да имплицира дека и оружје би дале. Но не вика ќе дадеме. Молчат. Зеленски го кани во Киев, бидејќи реално, ако сака да биде некаков брокер во тој мировен договор, не може да не се види со Зеленски. Мислам, тоа не доаѓа во предвид и тоа кинезите многу добро го знаат. Овој го кани сега него, значи овие не се... Сакат да го изложат. Сакат да го изложат, да ги отворат картите до крај. Не одговараат, не викаат не доаѓаме. Да. Значи, сакам да кажам, калкулираат со макава и на особено на Путин. Поред, можда не е лошо да завршиме со една моја импресија, бидејќи пред ден-два се вратит од Африка, после долги патувања, знаеш како оди таму, по 30 сати се патува и така натаму, а можам да ти кажам дека во секој авион што се качив, се изнакачив во разни авиони, се што лета во Африка, 50% се кинези во авионите. И морам да ти кажам дека, еве, 15 дена во Сабсахарска Африка, помина во Малави и така натаму, не прочитав, не видов ниту еден збор за руско-украинската војна. Значи, тоа е континент кој што воопшто не се занимава со тоа. Повеќе се занимава кога почне кризата со храна, па тогаш се спомнуваше Украина и Русија, инвазијата и така натаму. Се повеќе тие земји доаѓаат во еден след, бидејќи Кина, да се врати на Кина, таја со овака безгранични кредити ги помага, многу милиарди се во прашање, но се повеќе земји фалираат. Фалираат во смисла не може да ги вратат кредитите. И тогаш го молат Запад за помош. Па сега ММФ доаѓа повторно, Светска банка, американците, USAID-ови и така натаму. Со тоа што Кина во сите тие договори кредитни има една клаузула која ја гледавме низ Европа, Црна Гора е именно примерот за тоа, каде што секој фалименто на враќањето на кредитите се наплаќа со земја. Така што она... Малце како лихва му доаѓа. Како лихва, ама таа земја преоѓа во собственост на кинеската држава. И сега, тоа се такви големи пари, тоа се толку многу хектари, илјадници хектари кои што преоѓаат во кинеска собственост. Јас летав и преку Конго, Малави е земја во кој што нема рудници, нема рудни богатства, такви какво што има во соседството. И кајде што има рудници и рудни богатства, таму се од Вагнер и француски, американски и така натаму, до кинеска присутност со многу илјадници луѓе и така натаму. Така што сакам да кажам дека Африка
Африка е еден континент во голем подем, но се уште она што ги привлекува големите сили се неговите афричките ресурси природни, земји кои што имаат големи потреби во смисла на секаков вид на инвестиции, дури најразвиените, а Малави е добро, зашто реално види, кинезите користат вешто тој антизападен сентимент и таа меморија лоша од колониализмот. И тоа е истото, и тоа само друга додам. И истата предност ја користат освојувајќи ја Јужна Америка кинезите, да не забори. Да. Еве го Лула потрча, новиот белски претседател, потрча и многу јасно откажа посета прием на Ван дер Лајен за да оди кај Ши. Да, значи, пази, многу јасна порака. Не само тоа, туку таа порака е засилена уште и со нешто друго. Ние не ви бараме никакви демократски и транспарентни стандарди. Прајте што сакате со парите што ви ги даваме. Не сме ние Западот да инсистираме на good governance, на одговорност, на транспарентност. Многу има овој сентимент, да знаеш, колониализмот на Европа. Па сигурно. Да, и тоа и... Фиди, тој сентимент нешто го има, туку мислам дека и допрева ќе се отвора бидејќи тие приказни за, како да кажем, за грдотијата на колониализмот и на самиот, и во самиот Запад допрева се отвара. Да. И во таа смисла, јас африканците и јужноамериканците во потполност ги разбирам нивниот антиевропски, антизападен сентимент. И антиамерикански. Да речем, и антизападен, да речем. И, но пази, они имаат реална причина, која зборувам Европа, Вавилонската, нели, да, безчесна и така натаму. Македонија не видела никаков зорт. Напротив, ако некој помогна на Македонија да стане независна држава, што се збори, нели, таа патетична реторика, да се остварат соништата на нашите прадедовци, чукудедовци со генерале. Значи, ако сме, тоа тие писмените работи за петка, што се, ако е за тоа, да не беше западниот свет, значи Европа и Америка, ние немаше да бидеме независна држава, мислам тука да... Борјан, ти благодарам што го затвори полниот круг во ова издание на подкастот, бидејќи почнавме со овие теми и се вративме. Мислам дека можда малку и речи си 40 на минути, еве, ни мафтаат одреже, вика ало, на саат покажува тоа, Ти имаш джетлек, изјава со време во сирење. Јас сум видове, гледам јако е видове. А мене ме замозуваш. Абе, ја има као ова со чосето да дам предлог, па после да видиме што има да се дискутира. Борјан, фала ти и до слушање на сите за следното издание. До слушање, поздрав.